Здраво на шкорпиите, добро дојдовте. Ја да видиме што носи декември за вас. Генерални тарот предвидувања, како и секогаш, тоа не го менуваме, невозможно е да го смениме, не може да бидат лични и затоа ова се предвидувања во кои сите вие нема да ги доживеете исто нештата, сите пораки нема да бидат за вас и можеби нема да доживеете во период во кој зборуваме. Затоа што некогаш знаат нештата кај некој од нас да бидат, па не само за таротот воопшто и во астрологијата, сите ние од еден знак, да речеме, не ги доживуваме нештата во ист ден, во ист месец. Тоа е еден период во кој ќе се одвиваат нештата. Затоа исто и за вас, ние се фокусираме нели на декември сега, но може да се случи и подоцна да ги доживеете овие нешта што ќе ги чуете. Сепак, вие бидете внимателни, она што е порака за вас, препознаете и сега, она што не е, едноставно отфрлете и тоа е тоа. Пред да започнеме, доколку ви се допаѓа сето ова, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, бидете дел, претплатете се на каналот, тоа навистина многу не значи. Ајде да видиме декември и периодот пред нас, што носи за вас. Некои од вас сте во некаков надпревар. Некои од вас, да, сте во некаква надпревар, во некаква трка сте, тркава може со се да биде, со себе си, со времето, со настаните, трка по нешто, по некоја добивка, по нешто, по работа, значи апсолутно се може да биде, вие знаете, тие што сте во трка, периодов ќе биде исполнет со работи, нешта ќе се случуваат, се разбира, меѓутоа, она што стои во место е вашите емоции и чувства. Нешто се обидувате вие да подигнете, да остварите, да подкрепете, да вратите, не знам, се обидувате, вие сте се обидувале, постојано сте во таа трка, но сега овој период, буквално декември, буквално зимава и буквално периодот кога ќе биде најладно, кога ќе има снег, ете такво чувство добивам, дека баш тогаш вие ќе паднете најмногу со духот, ќе мислите дека на ова нешто иднина нема, ова нешто не може да се оствари, ова нешто не можете да го добиете или ова нешто не можете да го вратите, зависи зашто стануваше збор, нели? Зашто кај некој од вас може да биде и само чувство. Вие се обидувате да негувате во себе некакво чувство. Некогаш, во некој дел од вашиот живот, да, сте го имале ова чувство, сте доживувале радост, ве исполнувало и сега веќе не можете да го пронајдете во вас, не можете да најдете задоволство во нешто. Сте го изгубиле вкусот, сте го изгубиле осетот за некоја работа или едноставно не го чувствувате подеднакво исто. А вие сакате да биде така и не се откажувате, сакате да го доживувате повторно и повторно, не се откажувате. Може би тука е и одговорот, во самото нешто се крие одговор. Може би вие едноставно треба да сватите дека некои работи во животот си се за одреден период. Не може да ги носиме постојано со нас. Не може да ги носиме во секое ново животно поглавје со нас. И не ни мораме, не ни треба, едноставно треба да сватиме дека нештата нештата се менуваат и треба да се менуваат. Само така животот оди напред. А вие упорно сакате нешто да носите со вас, нешто да не заврши. И тоа е една битка, која кажувам, еве сега ќе ве чува во некој чувство на очај. Зошто не можете повторно да го вратите ова, да го кренете, да го подигнете, нешто, не знам, некакво
ќе се чувствувате дури разочарани зашто е тоа така. Но треба да знаете дека тоа е така со причина, за животот да биде избалансиран. Некои нешта завршуваат, некои нешта почнуваат, на некои нешта треба да го завртиме грбот, да погледнеме кон нешто друго и нешто ново. И само така може да доживееме радост и успех. Ако упорно се држиме до нешто кое треба да заврши и веќе нема ништо, не носи во нашиот живот, тогаш доживуваме неуспех и разочарување, се разбира. И сега има некои луѓе во вашиот живот кои се обидуваат да ве разубедат, се обидуваат да... Може некои па и се обидуваат да ги вратат тие работи заедно со вас, ви помагаат, се обидуваат да ги залечат вашите рани, се обидуваат да ви го поткренат во вас духот, чувството, за сите е различно. Значи имате луѓе околу вас, меѓутоа вие едноставно во вас длабоко не го наоѓате тоа и се плашите. Може би за вас пак, за некој од вас па и беше едноставно само некоја трка за нешто да добиете, нешто да освоите. И вашите стравови се стига и паѓате со духот, се плашите дека некој друг ќе ви го одземе тоа од вас. Може би нешто што вие сте го гаеле до сега, вие сте се грижеле за тоа и сега некој друг сака да ви го земе. Некој друг да си ги препише успесите, некој друг да си ги препише заслугите. За некого и тоа за тоа се работи, меѓутоа не грижете се. Каков и да биде исходот, каков и да биде, зашто исходот може да биде негативен ако гледате од некоја гледна точка, негативен е. Меѓутоа, долгорочно тоа така треба да биде, што многу други работи треба да се случат. Ова не требало воопшто да се случи. Меѓутоа, значи исходот каков и да биде, верувајте дека за вас е добар. Ако не е моментално како и да гледате на ситуацијата, во иднина и долгорочно е добар. Само така, само со таков исход ќе постигнете баланс во вашиот живот. И баланс некако вам ви е потребен сега баланс. Почнувате да почнува животот дисбалансиран да ви станува. Затоа сватате дека се што се случува за ваше добро и за вашата иднина. Не ги доживувајте работите така тешко кога не се. Добро, да, нашата психичка состојба е најважна, нели? И без разлика какви се работите, ние може да се чувствуваме многу тешко, но не треба. Кај вас во овој случај, јас ви кажувам дека не треба. Затоа што сето ова е со причина за вие во иднина да постигнете многу поголем баланс во нештата. Некои други шкорпии пак, има некои шкорпии кои сакаат да стават крај на некоја работа, меѓутоа вие сте водени од некаква искра. Ова искра е само искра, моментална и како илузија на некој начин. И во ова порака многу добро се вклопува онаа изрека: не е злато се што сјае, затоа што вие, водени од некаква искра, со мисла и надеж дека тоа е тоа што треба да го направите, може да се излажете и да направите погрешни чекори, да донесете погрешна одлука. Вие да завршите нешто, да ставите крај на нешто кое е подоцна во иднина, ќе разберете дека било погрешна одлука, не требало да се случи така, затоа што сега веќе ситуацијата сами свесно сте ја влошиле и ќе ја влошите. Затоа, значи, пораката за вас овде не е злато се што сјае, немојте веднаш да носите заклучоци и немојте веднаш да носите одлуки избрзани. Размислете и потоа носете одлуки. Некои други шкорпии
заедно со партнерот ќе одлучат да дадат шанса на нешто, дали на бракот, дали на некоја ситуација, дали на нешто ново што сакате да отпочнете. Меѓутоа до сега не сте биле сигурни дали треба да се направи и сега ќе дадете шанса на тоа нешто. Да, седнати сте, ќе поразговарате многу убаво, многу мирно, со љубов, со желба за успех и ќе донесете одлука дека треба да дадете шанса на нешто. Сега за некои е лично во вашиот живот да дадете шанса на некоја работа, или пак некој од вас пак ќе одлучите вие заедно да помогнете некаде каде што е потребна помош. Зависи, некој ќе одлучите да донирате нешто некаде, некој ќе одлучите да помогнете на некој на кој многу му е потребна помош, физички, ментално, материјално, како и да, ќе одлучите да помогнете. Или кажав, или пак ова е порака дека ќе одлучите да дадете шанса. Како ќе се одвиваат работите во иднина, ќе видиме. За сега таа одлука. Некој од вас пак, вие на работното место имате некакви компликации, некакви проблеми и периодов ќе ви дојде тоа преку глава, ќе бидете заситени едноставно од вакви компликации, вакви недоразбирања, вакви зошто се мора да е тешко, се мора да е комплицирано и кажав ќе ви дојде преку глава и ќе одлучите да завршите со тоа. Можеби ова е за некој од вас дека порака дека ќе го смените работното место, дека ќе или пак некаква промена ќе доживеете. Значи сите вие кои не чувствувате некаде некакво задоволство, ќе направите промени и големи промени. Значи заминувате од таа состојба, влегувате во нова состојба, под наводници се може да биде. И драги шкорпи, тоа е тоа што можам да кажам за сега. Се надам ќе најдете нешто што ќе ви значи и до следната. Чао, чао.